Почитувани гледачи, добар ден. Јас сум Мартина Проковиќ-Костовска, вие го гледате новото издание на емисијата Очи во очи. Во продолжение ќе зборуваме за тема која што е секогаш актуелна, впрочем и речевме денеска да отвориме една ваква тема затоа што и кај вас се пробуди интерес во минатите емисии, во една од минатите емисии на Очи во очи, за кога станува збор за извршителите. Како што можевте пред малку да видите вечерва во емисијата 24 анализа со колешката Наташа Стојановска ќе гостуваат Гордан Станковиќ, Маријан Ристовски и Зоран Билбиловски, со кого ќе се дебатира токму на оваа тема. На сметка на 10 извршители со најголеми приходи минатата година се свртеле близу 4 милиони евра. Толкав приход имало на нивните сметки, истите 10 пак заработиле од 1,1 милион евра. Владата во предизборната кампања најави дека ќе се намалат трошоците што граѓаните ги плаќаат на извршителите, бидејќи изминатите години граѓаните постојано се жалеа на огромните суми што ги плаќаат извршителите, дури кога сметките им се блокираа за мали суми. Од 1 јануари почна да се применува и законот за извршување, кој најмногу носи поволности за ранливите категории на граѓани. Во овој закон се предвидува за неплатените комунални сметки извршителот не смее да блокира без претходно да го извести граѓанинот дека постои некој долг и да побара од истиот да предложи начин на кој тој долг ќе се реши. Дали оваа постапка се применува секако и што мислите колку заработуваат всушност извршителите? Денеска ќе можете да коментирате се до самиот крај на емисијата Очи во очи. Дали го имаме првиот гледач? Добар ден. Ало, добар ден. Повелете, во програма сте. Па видите вака сега, јас стриктно нема да ги нападам само извршителите, би го нападнал целиот тој процес дојка да дојде решение тока и извршителот. Зошто? Извршителот работи по завршена работа, значи по добиено правосилно извршно решение. Ние тука имаме проблем. Како тоа решение станува правосилно и извршно? Добро. Има една скриена работа, тоа што никој не сака да дискутира, ние граѓаните се свртаме како према извршителите, но не ја гледаме работата на нотарите. Зошто? Нотарите го изготвуваат правосилниот извршен акт за извршување. Тие треба да се прашаат како во дадена ситуација некогаш без да го консултираат граѓанинот дошле да удрат правосилност и извршност на решението. Јас имам негативно искуство со нотарите заради наводна достава поставена на врата, дојдов во ситуација да имам правосилно извршно решение. И ја не му се лутам на извршителот, он дека ја работам по завршена работа, по извршно решение. Среќа може да кажеме дека извршителите не се толку крути, не они ако отидете, ако им се јавите, ќе ви дадат до тоа долго да си го платите на рати. Меѓутоа има еден друг проблем. Проблемот е што сега со сметкиве за водовод. На 4 сметки одма ве пуштаат на извршител. За колку сметки, извинете, не ве слушнав? Молам? За колку сметки? За 4 сметки. Добро. Еве за 4000 денара јас сум даден на извршител уште лани. Верувајте, еве година и пол дена помина, извршителот не се јавува да ме повика да видиме што е проблемот. И сега не знам, пазете, јас сега не знам кај кој извршител е актот, што е најкатастрофално. Водовод ви вика кај таа извршителка, вие сега треба да се тепате барајки каде е тој извршител лоциран. А извршителот година и пол дена не се јавува да ви достави акт за извршување, за да отидете да се договорите, да ги платите сметките, тоа договорите на рати. Штанцат камати. Мислам дека тука пред себе требало да владата сега кој ќе го носи новиот закон, да прво фирмите задолжително мора на странките, на должниците, да им понудат, да тој прво да им извршат они понуда, да долгот го платат на рати, да им дадат рок до кога ќе го платат на рати, и после тоа да се дава на нотар, па евентуално повторно нотарот да предупреди, за да дојде до извршител. Вака како што се работи кај нас. Нотарите користат приватни пошти, не ја користат македонска пошта. И сега чудно е, македонска пошта ве наоѓа, приватните пошторазнесувачи не ве наоѓаат и ви одираат правосилност и извршност на решението и го извршува извршителот. Значи мислам дека ако ќе се спрема овој закон, не само за извршителите, тука треба да се фати и нотарите и целата извршна постапка да се канализира така да сепак граѓаните имаат шанса, да не викаме дека немаме шанса, него да им се даде на граѓаните шанса да долгот прво го платат спогодбено, а после ако евентуално ако не се може или ако едноставно се јави инат, тогаш да стапи на сцена извршителот и да се пресметаат тие нивни трошкови. Дали вреди еден А4 лист формат по 5000-6000 денара, а може и повеќе, колку они што го наплаќаат. Добро. Ви благодарам за јавувањето. Имајте пријатен ден. Дали имаме друг гледач на линија? Добар ден, повелете.
Повелете. Јас многу слабо ве слушам. Да. Дали е гледачот на линија, затоа што во студио не можам да го слушнам? Добар ден. Ало? Повелете, во програма сте. Јас чекам или? Во програма сте вие, господине, повелете. По програма. Да. Благодарам. После подолго време се јавувам. Повелете. Темата ви е многу актуелна по меѓународот. Секој ден се слушаат многу жалби од луѓето за извршители. За нотари толку не, но за извршители тоа е нешто стварно ненормално. Јас ќе ви кажам еден личен пример. Добро. Побарував 18.000 од двајца, по 9.000. Но се јави трето лице, кој е адвокатот мој, кој требаше тој да ги земе трошковите. И го прашав извршителот, може ли да го повречам предметот, а мојот адвокат ќе си наплати со негов извршител. И дали треба нешто да платам? Рече, не бе, ништо не треба да платиш, како плаќање, вика, еве ти го предметот, до гледање и се најубаво. После една недела од него добивам задолжување од 24.000 и нешто денари, што сум го повлекол. Абе, каде тоа го има, бе? Абе, ни го банана држави го нема. Затоа, слушав дека ќе се менува нешто во законот за извршители и нотари. За извршители конкретно, јас мислам дека слушав дека предлог ќе биде, ако е некој должен 1000 денари, да извршителите не можат да му наплатат повеќе од 1000 денари нивна заработка. Абе, астрономски заработки има. Минатата година на вашата телевизија слушав дека еден извршител пријавил 400.000 евра приход. Каде може да се заработи 400.000? И тоа знаете кој плаќа? Сиромаштите мора, бидејќи тие се финансиски многу слаби и не можат да одговорат на некои работи кои стварно треба да ги платат. Мислам дека ќе се смени новата власт вети и мислам дека тоа ќе се реализира. Имаме исто така, јас сум од Куманово, имаме исто така тука една извршителка која е од Штип, се вика Весна Кавракова. Да знаете што прави со луѓе. Абе, тоа е страшно нешто. Мислам дека ќе дојде крај. Ви благодарам и пријатно. Ви благодарам и вам за јавувањето. Впрочем, како што кажав и на самиот почеток од емисијата, на сметките на 10 извршители со најголеми приходи минатата година се свртеле близу 4 милиони евра. Толкав приход имало на нивните сметки. Истите 10 пак заработиле околу 1,1 милион евра. Бидејќи веќе ги спомнавте цифрите пред малку, затоа повторно го споменав она што пред малку го реков и на самиот почеток кога ја отворив емисијата, дека годишно заработуваат на сметките на 10 извршители со најголеми приходи минатата година се свртеле близу 4 милиони евра. Дали имаме друг гледач на линија? Добар ден. Ало, добар ден, Мартинче. Повелете. Еве да те поздравам и сакам да ти го честитам овај наш убав празник, Крстовдан, да си жива и здрава. Фала, да исто и вие. Овие работи, мислим, празникот за извршителите, па не да заработуваат, Мене тој ми е криво, чекаат сиромаштија. Не е само сега. Дај Боже да се среди, сите смо, нели, да појде Македонија напред, да нема овакви работи. Ајде закрснил некој с некоја сметка за малце, па бар каматата да му, нели, да му тргнат каматата и да плати тој дугот. Ете, има народ, не се освести на време, што викаше наши стари на државна чешма и вода да не се напиеш. Значи сега дојде толку да патимо. Еве, на пример, ја по мене ќе си кажем, од извршители, од адвокати, толку работи имам пропуштени у живота, толку пари ми за останети. Отидеш да се пожалиш, он закъснил, поминал рокот, поминал рокот, а немаш пари да платиш адвокат, немаш. Значи толку работи ни пропаднаат, толку зашто тие работи не се растрчат, на пример, да ги најдат, па да речат, ете, закъсниле, неплатено, но да ни изненадат со нешто убаво. Но за секоја ситница, за било што, па за овие радиодифузни такси што например народот не може да се освести, еве и сега, на пример, тој пак ќе се земе од друго, нема, дај Боже да биде се уред, може само тамо листето тамо да не се, нели, тој да не га плаќаш, да не се оноди, ама гледамо како уструе, овој пати сметки дојдеа високи, да ти кажем, овие работи толку се замрсени, без разлика, да
не се нападаме овај партија, онај партија, 25 години ние патимо, поготово тие посиромашните што си немамо пари, да се расчистат овие работи и овај народ стварно да живне паро тие извршители. Поздрав, Мартинче, да имаш убав ден и се наубаво, чао. Благодарам за јавувањето, исто и ви имате убав и пријатен ден, секако и на вам ви го честитам празникот. Да го слушнеме и следниот гледач. Добар ден, повелете. Ало? Повелете, во програма сте. Добар ден, се јавувам прв пат во вашата емисија. Исто така сакам да кажам дека сум работена кај извршител. Добро. Значи, колку и да се менува законот, секогаш има дупки во законот и извршителот ќе најде начин да го наплати тој минут што е намален со законот. Да, луѓето се во право што се бунат за некои смешни суми, плаќаат огромни трошкови, ама како и да е, колку и да се менува законот, луѓето пак ќе си плаќаат. И само што едно нешто сакам да кажам. Ние вработените кај извршителите не сме тие што ги зимаме тие големи пари, ние работиме по законот и луѓето не треба на нас да ни се истресуваат кога ќе дојдат по канцеларија. Фала пуно, пријатно. Ви благодарам и вам за јавувањето. Да, потполно сте во право, не треба да се секако својот револ да го искажуваат на вас, меѓутоа кога е човек во таква ситуација, од другата страна е во ред да ги разбереме, затоа што навистина сумите кои што ги добиваат се огромни. Ете, имаме еден пример каде што вели досега за неплатена сметка од 3000 денари, сумата која требаше да ја плати должникот некогаш можеше да достигне до 16.000 денари, од кои за камати и судски такси оде околу 1100 денари, за адвокатски и нотарски трошоци од 8000 до 9000 денари, а извршителот наплаќа 2500 денари. Да го слушнеме следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете, во програма сте. Вака, првите што се јавија и сега и последната, извршител што работела, во право се, но забораваат за една работа што не спомна никој. Добро. Мене лично 2 пати ми имат блокирано сметката на платени пари. Да, и тоа се случува. Платени пред 10 години. Значи, извршител ми ја блокира сметката на 2 пати за платени пари. И дури да го пронајдеш, добро решение, дури да го пронајдеш кој е извршител, и банките не знаат. Во сите банки сметките блокирани и они не знаат кој ми ја блокира. 2 недели, например, блокирана еднаш ми беше сметката, не може да го најдам извршител. Кога му се јави, кога провери со банка фактички, тоа беше банкарски долг на времето, би исплатен редовно. И ми одблокираа сметката. Среќа што не ми бараа пари, па требаше да го тужам. Втора работа. Има пред повише години, а и сега може, например, да се плати и да одиш со една сметка, да речеме, за телевизија, можеш да платиш за повише месец. Но порано ги носеа, ги впрлаа поштарите, не можеа да пристигнат и ветер ќе ги дувне и така неко. И после 2-3 години ќе ви дојде. А тие за овој сметки за вода, за не знам, за комунални работи, комунали застаруваат за една година. Но правдата, мислам, власта во нивни раце, нели, силата во нивни раце, они ќе ти ги земат парите иако не си виновен. Таа е работа. Има и некојаш и скокнато случајна сметка за една гадарка, не сакајки, и за таа ќе платиш за една гадарка кој што е некој 15.000 денари до 20 може да кошта. Да. Добро. Ви благодарам за вашето јавување. Имајте пријатен ден. Да го слушнеме следниот гледач. Добар ден, повелете. Ало? Повелете, во програма сте. Ало, добар ден. Добар ден. Дали сум јас? Вие сте во програма, повелете. Да. Видите, неколку пати лична емисија поставувате за нашиот, јас го гледам не само извршители, целиот правни систем. Вака се, за правниот систем најразлични квалификации, спор, селективно, криминално, меѓутоа, од неколку луѓе кои што се најверзирани, кои што најдобро познават работа, вика, дека да не кажувам име, вика, нема правен систем во Македонија. Проценето е дека 80% пресудите се политички, под политички притисок. Се вака, да не разглаваме тука ситуации ужасни се, потресни се. Јас само ќе ви кажам,
За мојот проблем една реченица. 8.000 пред 13 години, 8.829, што е платено по фактура еднаш, истото го кажат, треба сега да плаќам на извршител 187.000. Јас сум пријавен пред 5-6 месеци кај вас тамо и чекам. Вчера исто се јави еден човек кој што вика, абе да не ги образлагаме нашите маки, се страшни маки, него сакам да дојдам тамо да видат луѓето што какви ние проблеми имаме со тие институции. Моите со македонски телекомуникации. Јас сум еден, чекам да ме повикате, една отворена дебата, да видат што се работи со нас. Во какви маки сме ние, тоа нешто страшна работа, тако судски систем, нема утунгузија, нема тако. Значи чекам, и да гледам, слични проблеми имат луѓе. Кожата не е одра, добро рекоа тие пензионери смените, ти зимат 6.000, не можеш да живееш, мислам. Чекам да бидеме повикани, има многу луѓе како мене, само за еден конкретен пример ќе видат дека тоа е криминално судство. Добро. А да не повтарам, сега уште го чекаме ние, Диме Спасов, абе Диме Спасов треба да биде фатен, да се отнесу неко село, ќе има по 50-60. Добро, во ред, господине, да, ви благодарам за вашето јавување. Секако денеска темата на која што зборуваме е за извршителите, меѓутоа, како што рековте, да, ќе ви сконтактираме во секој случај и секако ќе направиме се што е во наши можности за да ја слушнеме вашата приказна. Но го слушнеме и следниот гледач. Добар ден, повелете. Добар ден. Повелете, во програма сте. Добар ден. Во програма сте, господине, ве слушам, повелете. Драга ти од чиста телефон. Па за извршителите, ја имам случај, видите се. Мојот предмет е кај Снежана Андреевска. Плаќам рати може 3 години. И барам за на суд да отидам потврда. Да ми даде потврда колку сум исплатил. И замислете, не ми дава потврда колку сум исплатил. А сега за тие извршители, за нивната работа. За нивната работа, ја мислам дека од поранешната влада е составена и се ми се чини, сега не можем да гарантирам да издвајат извршителите на поранешната влада и даваат таму некој буџет пари. Не може некоја судска пресуда, например, да биде 100.000 плаќаш, они да чекаат да ја направат 300.000. Тој полно граѓани такви пресуди има. По 3 пати поише ги прават. 2,5 пати, 3 пати поише пресуди ги прават. Ако треба 100.000, 300.000. Па мене тоа ми смета кај нив. Добро. Ви благодарам за јавувањето, ако тоа беше се. Дали имаме друг гледач на линија? Добар ден. Повелете. Повелете, во програма сте, ве слушам. Вака сега. И јас имам некои маки со извршителите, меѓутоа, јас сум пензионер. Веќе плаќам кредит од 3.175 денари. Кредитот си оди преку банка. Меѓутоа, извршителката, за да си наплати долг, кој не е мој долг, аз сум кредитор, и јас морам да плаќам дел од тој долг. Сега, преку пензискиот фонд ми одбиле по 2.650 денари, 3.650 денари ми одбива секој месец. Значи, 3.175, имамо 3.600, јас некаде околу 7.000 ми зема од пензијата. Ми оди, значи, кредитот и извршителката што ми зема. Значи, на секој начин и кажав и докажував и со ануитети дека плаќам кредит до 2019. Не сакаше да ме сослуша. Викат, мене ме притискат од банката, јас морам да го раздолжувам долгот. Во ред е тоа, јас не се откажувам, ќе го плаќам долгот, меѓутоа не може да ме оставиш со 2.800 денари ме оставаат пензија јас да живеам, а 4-5 души сме дома. Ќерката не работи, зетот тук тамо работи, двајца имам, значи внуката е веќе на факултет, внукот средна школа, јас со што ќе ги школувам тие деца? Значи не сака да те сослушат, а што се богати, богати се, тоа неоспорно е. Тоа не може никој да ми каже дека не се тепаат да фатат подобри суми за да можат повеќе пари да зимат. За 2.750 денари на ќерка ми и побара 27.000 денари.
Тоа беше телефонска мобилна сметка, мобилен телефон. Во моментот остана без работа, не ја плати и сега на тие 2750, 6000 денари казнени поени one и пишал и сега на тие пари плюс нотар, адвокат и извршител 27.000 денари. Кој ќе ги плаќа? Јас треба да ги плаќам од мојата пензија, ама нема ништо више. 2800 денари остануваат. Значи нема душа. Арно рече господинот, кожата не ја одра веќе. Значи се богати, што да ви кажам, и пребогати. А и плюс и не ги кажуваат сите пари, они што ги заработуваат. Кријат, да знаете дека кријат. А се немилосрдни, не сакаат да те слушаат што мака имаш и дали можеш да ги платиш тие пари. Едноставно, преку пензискиот фонд, директно си се уклучили и оттамо ми ги земаат парите. Добро. Да. Тоа е тоа се. Ама што да правиме, ние сме народ обичен, обични смртници, не можеме ништо против нив. Така, се надеваме дека секако по завршувањето на локалните избори, владата ќе ги намали трошоците за што граѓаните ги плаќаат на извршителите, да се надеваме на најдоброто. Дали имаме друг гледач на линија? Добар ден, повелете. Повелете, во програма сте. Дали се слушаме? Добар ден. Добар ден, повелете. Ало? Вие сте во програма, господине, ве слушам, повелете. Да, ма... Сигналот кај вас доцни. Така што слушате ме во слушалката, да, повелете. Или да причекаме или да зборам? Вие сте на линија, господине, ве слушаме. Јас сум. Вие сте, да. Извршителите Господине, зборувајте вие на слушалката, намалете го тонот на телевизорот, затоа што сигналот кај вас доцни на вашиот телевизор, така што зборувајте во слушалката и слушајте ме од таму. Ајде, повелете. Извршителите се продолжена рака на криминалците во Македонија политички. Се богат на сметка на народот и сега да не се изразам, јас сум образована личност, не ми доликува тоа да се изразам, меѓутоа, во властицата кој што е во Македонија, не знам како да кажам, они фактички го дерат народот, тие извршители, и затоа предлагам да се укинат воопшто, да не постојат. Добро. Затоа што еден извршител еднаш ми рече, подобро кај мене да не дојдеш. Зашто рекол? Затоа што вика ти неднаш по се викаш. И затоа предлагам да видат целосно укинати и да не постојат и да не си изразам и грубо, обично се канабалисти. Добро. На народот. Добро. Ви благодарам за вашето јавување. Ќе ве замолам да се воздржите од негативни и недолични коментари. Секако, како што знаете, правилата остануваат и понатаму исти. Ни една емисија, ниту пак ни една тема не е исклучок за таквиот начин на зборување, односно говорење. Да го слушнеме следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете. Па јас конкретно ви кажал да се укинат извршителите, да се оди по стариот начин која беше се оди по судовите, така да ќе се запослат многу луѓе и ќе има контрола на земањето на парите. Да биде државна институција, да не одат извршителите да овај хаос што се дешава. Јас мислам дека треба да се укинат, да се одиме пак како што се беше порано по судовите, да се запослат луѓе, да има шалка и да може тоа да оди нормално се како што треба, да не одиме по извршители, затоа што не да ни одраа кожата, него не уништија. Класично речено. Јас имам случај со, имате наведено Фанија Матиева, тоа е страшно нешто, тоа е една историја огромна, за да наплати свој долг и камати огромни, така да упропастуваат судбини човечки. Судбини човечки упропастуваат, треба да знаете, ја мислам, владата треба да донесе одлука да се укинат сите извршители.
Доди тоа по судот, има луѓе кои ќе го работат тоа, ќе се запослат, ќе постат шалтери, да се оди тоа најнормално како што се беше порано, затоа што вака тоа е страшно нешто. Срамота за една држава вака да се понаша, да може да го уништи народот свој. Добро. Ја не знам кој може да заработи денеска 400.000 евра. И таму 800.000 евра, цифри ги огромни, тоа е нешто страшно. Зашто ги заработија? Јасно. Добро, ви благодарам за јавувањето, ако тоа беше се, имајте пријатен ден. Да го слушнеме и следниот гледач. Добар ден, повелете. Добар ден. Повелете во програмата. Поздрав до вас и до вашата емисија. Мислам, темата ви е многу убава. Сега сакам да кажем едно. Бидејќи се работи 2014 година, бе блокирана за некоја сума, меѓутим, со докази, со решение наследно натамнало докажав, али бе блокирана со цела пензија. И странска, и македонска. И кај нотарот отидов без да дадам документи некој, тој ме блокирал. И докажав, бев до Битово апелациони суд, до Основен суд, Охрид, докажав се, меѓутим си го плаќав адвокатот јас. После кога докажав, се врати, парите се вратија. Меѓутим, адвокатот, кој ми го плати? Вие. Тоа е, никој не ми го плати, адвокатот што го плаќам. Сега, истата приказна, сега се дешава. Сега сум блокирана моментално цела пензија, и странска, и македонска. Добре, знаете причината поради која што сте блокирани? Сакам и се јавуват скоро во Скопје до председателката на извршителите и да кажа, меѓутим, рече поднесите ова она, и ако ќе поднесам сега ова она, мене адвокатот, кој ќе ми го плати? Сега, тоа е, сакам да знам дали една третина може да се одбие, или па цели пензии да се одбијат. Тоа до сега не сум слушнала. Ајде да каже, например, од што ќе живееме а сега? Јасно. Не знам дали сте вие запознаени дека за извршители колку треба од пензија да се одбива. А не цели пензии. Да. Кога кредит ќе взимаме ние, како ни велат? Треба една третина да имате за да живеете. А овдека цели пензии ги јавил. Сега, ако сум ја, например, 16.000 била должна, макар тоа ќе се докаже сега. Тој ми взел 30.000. Значи 14.000 кај него. Тоа е страшна работа. Добро, претходно, господја, бевте опоменати? Треба да се укине. Извршителен се кине па на суд. Па што ќе биде, нека биде, што вели човекот, нека се запосли народ, нека работи по судови, нека. Што е ова со извршител? Да. Само едно прашање, дали претходно бевте опоменати? Не. Прв пат 2014 ни опомената, нити решение доби. А сега второто? Овде отидов по пензија, блокирана пензија. Добро. Ете тоа. После докажував со решенија, натамнавано, добив јас. Ама меѓутим, меѓувремено и адвокат мора да имам. Кој би го плати адвокатот? Јасно, ве разбравме, да. Ви благодарам, господја, за вашето јавување. Вие, впрочем, бевте и последната гледачка за денешното издание на емисијата Очи во очи. Секако вечерва ќе можете да ги слушнете одговорите на сите ваши прашања во емисијата 24 анализа со колешката Наташа Стојановска, а ќе дебатираат Гордан Станковиќ, Маријан Ристовски и Зоран Биловски. Со мене се гледате нешто подоцна во емисијата Мој термин. До тогаш останете со телевизија 24 во 17 часот. Погледнете го Централниот дневник. До гледање.